Со доделување на наградите и признанијата 8 ноември, Штип ја одбележа 72 годишнината од ослободувањето. Највисоката општинска награда 8 ноември, која се доделува на 5 години, годинава ја доби Штипски Исар, предпријатието кое во изминатите 3 години, откако со него раководи директорот Ангел Бојаджиев, стави свој белег на сите општински проекти, од изградба на водоводи и канализации до уредување на градот. Редовно и континуирано го снабдуваме населението на општина Штип со чиста вода за пиење, а истовремено успеавме да ги превземеме на одржување и селските водоводи Лакавица, Балталија, Шашеврлија, Селце, Долен и Дргоево. Вработените со голем ентузијазам, несебично се вклучија во уредување на коритото на река Отиња и посебно ни е чест што бевме дел од тимот што работеше во уредувањето на коритото на река Отиња. Успеавме. Признанието 8 ноември годинава го добија Штипската библиотека, службата за брза помош, компанијата Семак Фешн и Дуа Грацио. Оваа награда ја посветуваме пред се на нашите читатели, затоа што ние постоиме за нив, секако на целиот тим од библиотеката и на сите мои претходници, кои помалку или повеќе дале свој придонес за успешно функционирање на установата. Сепак многу значи она што го работиме во последниот период, од аспект на афирмација на книгата, од аспект на иновативните активности и од аспект на иновативното инфраструктурно уредување. Годинава и изминатите години имавме чест да настапиме на сцените низ Австрија, Словенија, Шпанија, Италија, дури стигнавме до континентот Африка, имавме турнеа низ Мароко. Изминатите 2 години учествуваме на Штипско културно лето. Се надеваме дека и ова година ќе ви се представиме со изворедна програма. Оваа награда представува за нас еден дополнителен стимул да можеме да ги извршуваме подобро нашите работни задачи. А што направи општината меѓу два празника? Ова година во основното образование обезбедивме некаде над 9 милиони денари, 150.000 евра и максимална инвестиција направивме во инфраструктурата на училиштата. Некаде обновувавме училишни сали, некаде санитарни чворови, тоалети, некаде се правеа спортски терени. Но скоро во сите основни училишта направивме доста. Одобрените за градење ги потпишувам секој утро од 5 до 6 часот. Изградбата на фабриката на Актива, Automotive заедно со Ван Хол и сите оние дополнителни фабрики што ќе ги гради Актива. Изградбата на новата фабрика на Семак Фешн, нови простор и веќе најавата на трета германска компанија, значи дава еден страшен развојен сегмент на овој град каде ќе значи нови вработувања. Празникот на градот политичарите го искористија за да му ја честитаат слободата на народот, но и да се промовираат. Датум кога Штипени уште еднаш покажаат дека го сакат Штип, ја сакат Македонија и со својата саможртва помогнале во еден нов Штип и нова Македонија. Благодарни сме им за таа нивна борба, а ние продолжуваме понатаму во стварање на услови, развивање на економијата во нашиот град, за подобрување на условите за живот во нашиот град. Овој ден треба да ни покаже и ни покажува како нашите предци во минатото се бореле и ги давале своите животи за тоа што ние денеска го имаме. Најважното, слободата, слободна и суверена самостојна Република Македонија. Затоа ние, денешните генерации политичари, треба да имаме уште поголема одговорност. За време на Втората светска војна Штип дал 1200 жртви, а се гордее на 4 народни херои. Најзаслужни за денешното ослободување на градот се околу 1000 борци, како и 13-та и 19-та бригада и артилериска бригада.